Овој инвестицијски запад на МЕПСО е во целосно согласен со политиките на владата да ги обезбедиме сите неопходни стандарди за нашето членство во Европската Унија, уште во оваа фаза, додека се во подготовка и ќе траат преговорите со Европската Унија. Дел од тие политики е остварувањето на стратегијата за дигитализација. Во таа насока, со монтажата на оптичката мрежа во системот далеководи на МЕПСО, нашата земја го фаќа чекорот со проекциите на Европската Унија и создава услови во наредните 3 години секој наш граѓанин да има пристап до интернет со брзина од најмалку 30 мегабајти во секунда, брз широк појасен интернет и најмалку 50% од домакинствата да имаат претплатнички договор за пристап до најмалку 100 мегабајти во секунда супер брз или ултра супер брз бродбенд интернет пристап. Тоа се проекции на Европската Унија. Тоа се секако и наши амбиции да фатиме приклучок со европските стандарди. Врз основа на оваа стратегија, МЕПСО, како собственик на комуникацијската мрежа, зема активно учество во подготовката на оперативниот бродбенд план. Една таква функционална оптичка мрежа за брз и супер брз пренос на податоци, како јавно добро на државата, ќе обезбеди широк спектар на придобивки за граѓаните, но и за бизнис заедницата во Република Македонија. Следниот чекор во оваа насока ќе биде до 2025 година сите училишта, универзитети, болници и јавна администрација да се стекнат со симетричен пристап до интернет со брзина од најмалку 1 гигабајти во секунда, како и пристап на сите домакинства до мрежа која овозможува брзина на даунлоуд од најмалку 100 мегабајти во секунда со капацитет за надградба. Треба да се има предвид дека искуствата потврдуваат со зголемувањето на индексот на дигитализацијата на земјата. За 10% се подига растот на бруто домашниот производ за 1%. Упатувам честитки за иницијативата на МЕПСО и посакувам успешно закружување на овој процес. Благодарам, председателе. Значи, инвестицијскиот фонд кој што е овој менеджмент, уште на беше наменуван од страна на владата, како што можете да приметите, цела јавност од ден на ден се соголемува со појак интензитет. Покрај најавата и почетокот за реконструкцијата на 4 далеководи, 4 трафостаници, МЕПСО од овој момент не ја заборави ни оптиката и оптичката мрежа и најавата во инвестиција во делот на телекомуникацијската мрежа. Именно ова што денес го гледаме е проект кој што е вреден 1 милион евра, кој што ќе заврши до крајот на ноември идната година, каде што се поврзува оптичката, каде што инвестираме во оптичкиот дел, во оптичката мрежа, но одавде од Струмица сакам да го најавам новиот инвестицијски објект кој што и инвестиција која што ќе е вредна од 5 милиони евра, која што ќе инвестираме во делот на телекомуникациите и кој што во следниве 10 дена сметам дека ќе биде објавена таа тендерска документација. Тоа значи, како што најави и премиерот, дека ќе имаме многу придобивки, не само како МЕПСО како институција, туку и други институции во делот на судовите, училишта, телекомуникациите, така да со поддршката што ја добиваме во континуитет од владата, МЕПСО чекори сигурно напред и се надевам да сето тоа го прави во интерес и добровит на граѓаните на Република Македонија. Македонија веќе има централизирани политики во делот на ИКТ, го формиравме Националниот совет за ИКТ, каде што заедно сите чинители, вклучително тука и МЕПСО, работиме да им обезбедиме многу повеќе широкопојасен интернет пристап на нашите граѓани. Покрај тоа ги мапиравме белите зони во државата, значи точно знаеме каде треба да се инвестира и во кои делови треба државата да инвестира за да им помогне на граѓаните да добијат пристап до широкопојасен интернет. Институциите се едниот дел од приказната, но она што и наша цел е да сите граѓани на Македонија, оние што живеат во најруралните области, добијат доволно брз пристап до интернет. МЕПСО, мрежата на МЕПСО е една од основите, ако не и основата за понатамошниот наш план и стратегија за ширење на мрежата со која што ќе понудиме широкопојасен интернет на граѓаните. Тука работат и операторите заедно со нас, вклучени се и сите други чинители. Еве само како пример што и денеска не информира, од 24 влакна кои што денеска се поставуваат тука, 4 се за потребите на МЕПСО, а веќе 20 се
ни се оставени за да може да се користат и за други потреби. Нормално заедно ќе се договориме за кои и како потреби ќе бидат тоа, согласно новиот национален план за широкопојасен интернет, кој што владата ќе го донесе во многу скоро време пред крајот на оваа година. Благодарам. Па секако ние веќе и направивме законски измени со кои што до пред тие законски измени не беше возможно. Сега веќе е возможно овие дополнителни капацитети да бидат дадени под одредени услови и на економските оператори. Треба да се донесат подзаконски акти со кои што тоа ќе се регулира, но ова е, ако ме прашате, основата и за привлекување можеби на трет мрежен оператор во Македонија, како и за друг вид на провајдери кои што ќе нудат широкопојасен интернет на граѓаните. Но точно, пак ќе кажам, мрежата на МЕПСО е основата и за понатамошни инвестиции во IT секторот.